Политичките партии и кандидатите за пратеници продолжуваат со активности во источниот регион за презентација на програмите. Ве повикувам на масовен одзив на овие двојни избори, на активно учество во креирањето на сопствената иднина, бидејќи во демократијата најчесто на оние кои не излегуваат на гласање го одредуваат победникот. Денес сме собрани овде во Дом на млади на трибина која е посветена на младите луѓе и на која ќе разговараме за проектите наменети за младите луѓе во Република Македонија, а се напишани во програмата на ВМРО-ДПМН платформа 1198. На ВМРО-ДПМН младите се приоритет. ВМРО-ДПМН мисли на младите, ајде да ја дадеме сите нашата поддршка за бројот 2 за професорката Гордана Силјановска-Давкова и за идниот премиер на Република Македонија професор доктор Христијан Мицковски. Младите се за промени, време е Македонија повторно да биде горда. Ви благодарам. Значи, што е најбитно за Делчево? Едно се инфраструктурни проекти. Например, обиколницата не е направена, а тоа е многу битно за да нема гужви во градскиот сообраќај, значи сите кои што патуваат за Бугарија да не мора да влегуваат во Делчево. Понатаму, брзиот експресен пат, значи регионалниот пат до Кочани треба да се направи преку Бигла и преку Калиманци. Понатаму 33 години веќе ги лажат дека патот од селото Разловци до Митрашинци ќе се направи, не е направен и најголем проблем во Делчево секако е иселувањето. Значи рударите одат во пензија со отприлика 27 годишен стаж и 13 годишни. А 13 години бенефициран стаж во ниедна држава не е така, секаде е тоа помалку, што значи ние ќе бараме во собранието посебен закон за рударство, кој што ќе намали на 20 години значи стаж и 10 години бенефициран стаж.